Bože náš, Gozari svetoco svetlina dana poznanie to, voneja pak onije što nad zvezdi te im služeja, od zvezdata se učeja, tebe dati se poklonuvat, sonce napravdata, i tebe date poznat istok od visini te, Gospodi slava ti. Благослови, Владико. Голема е радост еве токму во предвечерието на токму на празникот на радоста, на празникот на љубовта, на мирот, што Бог ни даде ова шанса да зборуваме токму за тоа, за раѓањето Христово или Божик. Подготвувајќи го ова интервју, навистина се најдов во еден крстопат од каде да почнам, односно што е почетокот. Дали може нашиот човечки ум да ги опфати сите тие категории во некаква рамка, во некакви параметри, дали да почнеме од безпочетниот Отец со неговата апсолутна љубов кој ги надминува времето и просторот, но во една точка, токму каде што се пресекуваат времето и просторот, ни го дарува Синот Божи Исус Христос, а преку него и спасението на она што вие го нарекувате надумна тајна. Бог да благослови. Ви благодарам за можноста и за радоста да ја споделиме. Ова радостот и радоста за нас христијаните, вистинската радост е она радост која што извира од заедницата, од заедничарењето. И човек вистински се радува кога ќе здогледа друга личност. Тоа е вистинска радост. Празникот на раѓањето Христово е извор на радост за секој човек, извор на радост и за небото, и за земјата, и за ангелите, и за луѓето, и несомнено како историски настан. Настанот на раѓањето Христово ги менува тековите на човековата историја. Ако го зборуваме за некаков почеток, споменавте почеток, ми текнува на зборовите со кои што го почнува Евангелијата, светиот апостол и евангелист Јован, а тоа е дека во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Бог беше Словото. Логосот Божи, Словото Божјо, кое што токму во овие денови се раѓа како човек, се воплотува и се раѓа како човек, е нашиот почеток. Во него и преку него ние видовме, здогледавме почеток, бидејќи не приведе од небитие во битие, од непостоење во постоење, но тој не е само нашиот почеток, туку е и нашиот крај. Христос е почеток и крај на се создадено. И материјалниот свет, создадениот свет, надвор од него нема никаква смисла. Но кога зборуваме за празникот на раѓањето Христово, јас воопшто не би се препуштил на некакво човечко мудрување и рационализирање и, како што рековте, ова е надумна тајна и најголемиот човечки ум не може да ја опфати. Впрочем, не може ни ангелскиот ум да ја опфати оваа тајна. Светите оци велат, оците химнографи, дека и ангелите стојат зачудени пред оваа тајна на воплотувањето Христово, гледајќи како Бог станува човек, несмесливиот станува смеслив, се сместува во женска утроба, се сместува во јасли, се сместува во пештера, оној што сета вселена ја држи во своите раце и ја храни, сега е држен од раце на жена, раце на човек и се храни како човек со млеко. Токму во контекстот на сето ова што го рековме, еден од најголемите оци, најголемите умови на црквата, Свети Јован Дамаскин вели: само кога ќе помислам на тајната на воплотувањето Христово, добивам вртоглавица. Затоа не ни од полза да мудруваме и да
ја разложуваме оваа тајна според, како да кажем, нешта кои што се својствени на нашиот ум и начинот на кој што ние луѓето сме навикнати да размислуваме, оти тоа ги надминува границите на било што е човечко. Она што треба да го направиме е да пристапиме кон оваа света тајна, кон Богомладенецот Христос и кон Неговата пречиста мајка во детска едноставност и простота, со радост да пристапиме, да му се поклониме, да му се заблагодариме и нему и на Неговата пречиста мајка, заради тоа што се воплати, стана човек и заедно со ангелите да воскликнеме во радост дека се роди Христос Спасителот на светот. Одете во таа насока. Чудесно љубовни се стиховите, зборовите, нежно топли се песните посветени на рождеството Христово. Еве да почнеме со ангелските. Слава на Бога во височините, мир на земјата, меѓу луѓето добра волја. Во една кратка реченица, всушност собрана може би целата суштина на христијанската догматика, која што значи многу за христијаните, но и за целото човештво. Овие зборови, оваа песна ангелска, која што го објавува раѓањето Христово, секако дека е била актуелна во секој еден историски момент на човештвото, но за современиот човек е можеби најактуелна и условите во кои што живее современиот човек. Ние живееме во услови во кои што, во светот во кој што живееме, мирот се одржува на вештачки, па можеме слободно да речеме и на еден насилен начин, под притисок. И мирот го гарантираат различни општествени и юридички норми. И стравот од казна, и пак немаме мир, имаме нарушување на поредокот. Секако дека ангелите не пеат за таков привиден мир, кој што на сила се држи, оти мирот е духовна категорија. Не зависи од ништо надворешно. Пеат за таков мир, а таков мир може да даде единствено кнезот на мирот, царот на мирот, како што го нарекуваме Богомладенецот Христос. Тој, впрочем, и ги поздравувал своите ученици и апостоли, и така и ние на литургиските собранија, свештеникот, епископот, го поздравува, односно го благословува на собраниот народ, велејќи им мир на сите. Мир не можеме да најдеме ако да го бараме далеко од изворот на мирот. А кога станува збор за она што пеат ангелите меѓу луѓето добра волја, благоволение, ние гледаме што носи во овој свет човековата волја. Секој човек има своја волја, слободната волја со која што не обдарил Бог, но тоа во какви услови ќе живееме и каква волја, кои ќе бидат резултатите на реализирање на тие многу вољи во овој свет, зависи од тоа дали својата волја ја починуваме и се предаваме на Божјата волја. Од единствено Божјата волја е блага. Единствено Бог е извор на се што е добро. Затоа е клучно за нас да останеме, да пребиваме во Божјата волја, во Божјото благоволение, во Божјата промисла. Затоа, впрочем, така и се молиме секојдневно да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Така што тоа благоволение, таа блага волја Божја која што доаѓа од небесата и ни ја носи токму Богомладенецот Христос, не ни се наметнува, туку ни се дава на дар. И меѓу луѓето ќе има благоволение, на земјата ќе има добра волја, само ако сите сложно заеднички се предадеме на Божјата волја, живееме според Божјата волја и
биваме раководени од волјата Божја. Онака како што пресветата наша владичица всушност ја прифати Божјата волја, со незиното нека биде по волјата Твоја. Може би најпластичниот пример го имаме тука. Па верувам нема ни да најдеме подобар пример. Пресвета Богородица е најсовршеното, најчистото, најубавото нешто што излегло од човечкиот род. Најубавиот, најскапоцениот дар што ние луѓето сме му го принеле на Бог. Така и се пее во една од божичните песни дека земјата на Бог му принесува пештера, ангелите му принесуваат песна, а ние луѓето мајката Дева. Таа е нашиот принос и гледате како препуштање предавањето на Божјата волја какви плодови раѓа, какви плодови донесува. Предавањето на Божјата волја, на таа вистинска слугинка Божја, нека ми биде според зборовите Твои, според волјата Твоја, ни го донесе, ни го роди плодот на животот, од кого што ние смртните, трулежните луѓе јадеме и јадејќи од тој плод нема да умреме и нема да видиме смрт и ќе ја надминеме смртта. Пресвета Богородица е, може би незиниот пример, најсоодветниот, вистинскиот одговор на вашето прашање и толкување на тоа што значат овие ангелски зборови, ангелската песна, кога станува збор за добрата волја. И при тоа да спомнеме дека имала апсолутната слобода на одлучување, значи тоа што го спомнавте, не наметнување на Божјата волја, туку слобода на одлучување на дајне, со самото тоа и нејзино централно позиционирање во целокупната иконографија на православието, каде што централно место, кога ние ги гледаме иконите на рождеството Христово, Мајката Божја заедно со Богом младенецот, и во целиот тој домострој е чекор зад него или чекор до него, од Назарет до Голгота. Да, празникот на раѓањето Христово и сите Христови празници се надумна тајна, но се секогаш богочовечка тајна. Бог ништо не прави без човекот, се прави заради човекот. И токму тој однос помеѓу Бог и човекот го гледаме во односот помеѓу Христос и Богородица и она централно место кое што го завзема пречистата Мајка Христова со Христос на иконите на рождеството, на древните православни икони на рождеството. Сега гледаме она тенденција да се представи некаква семејна атмосфера и амбиент од настанот на раѓањето Христово, па праведниот Јосиф и Богородица стојат надвиснати над јаслите на Христос. Воопшто не е тоа богословското искуство и доживување на тајната на раѓањето Христово на црквата Христова. Праведниот Јосиф на најдревните икони православни е некаде збунет и замислен надвор од пештерата. Па знаеме дека ангелот му се јавува и му вели да не се сомнева, да го земе младенецот и да бега во Египет. Богородица е вистински односот на Богородица кон Христос, кон Бог е вистински израз и прототип на тоа кон што треба да се стреми секој човек, како треба да го љуби Бог, како треба да му служи на Бог, како треба да се предава на Божјата волја и како треба да го следи Бог. И при тоа можноста да секој човек да се обожи, кој што се дава, нели, после раѓањето на Синот Божји. Тешко ли е денеска за современиот свет? Начнавме малку на почетокот, меѓутоа тешко ли е да го најде мирот во себе и се потешко ли станува да се искористи шансата, да се најде, да се смири длабокото море, да се најде мирот, а на тој начин да се приближи до образот на оној по кој што е создаден? Па секако, ако не се стремиме кон тоа, тогаш залудно Христос се воплотил и залудно дошол во овој свет, раѓајќи се како човек. Светите оци велат дека Бог стана човек за човекот да може да стане Бог, да се обожи, да стане Бог по благодат. Тоа во својот живот најсовршено и прва и највистински го оствари Пресвета Богородица.
таа самата стана живеалиште, сместувалиште на несместивиот Бог, престол Божи. Зошто ни е тешко да се стремиме кон обожението, а стремежот кон обожението и обожен човек е оној човек кој што станал сличен на Бог, кој што станал Христоподобен, кој што станал икона Христова, икона Божја во овој свет. Зошто ни е тешко? Тешко ни е заради тоа што не сме смирени. Заради тоа што сме горди, расеени, затемнети, а тоа се главните карактеристики кои што ја карактеризираат паднатата човечка природа. Отпаднатиот од Бог ум. Пресвета Богородица се обожи и го роди Бог, пројавувајќи действително смирение, целосно предавање на Божјата волја. Всушност и самата таа вели при средбата со Елисавета, од тие поглед на смиреноста на слугинката своја, па еве отсека ќе ме облажуваат сите родови. Ако сакаме да се поистоветиме со Бог, нема друг начин посоодветен. Впрочем, тоа и Христос ни го вели во Евангелието: гледајте се на мене, бидејќи сум кроток и смирен по срце. А современиот човек е се, само не е кроток и смирен по срце. Овој свет и принципите според кои што функционира овој свет и човекот кој што живе во овој свет и се поистоветува со овој свет, се принципи кои што се апсолутно спротивни на духот на кротоста и на смирението. А еви во овој настан спасителен за нас на раѓањето Христово, ако нешто гледаме, тоа е кротост и смирение на Синот Божи, кој што се раѓа далеко од удобноста на овој свет, од славата и од метежот на овој свет во темна пештера, отврлен од сите, откако сите му ги затвораат вратите, помеѓу безсловесни животни, на тој начин покажувајќи ни какви треба да бидеме, како треба да се однесуваме и кој е патот кон обожението. Така да, ако сакаме да сме христијани, нели се нарекуваме христијани, значи мора да бидеме Христови. Мора да се стремиме кон тоа да заличиме, да го следиме Христос, да го подржаваме Христос, да се вподобуваме на Христос. Така, сакам ги прочитам зборовите на Свети Григорий Богослов, кој ќе рече: колку ме восхитува секоја Христова тајна и секоја од нив се исполнува во моето создавање, пресоздавање и враќање кон првиот Адам. Зошто е Христос првиот човек во нашиот живот и зошто велиме дека неговото раѓање е единствено нешто ново што се случило под сонцето? Христовата личност е... Христос е Бого човек и во Христовата личност гледаме една нераскинлива, љубовна преградка помеѓу Бог и човекот. Затоа Христос е единственото ново под сонцето. И таа бездна, таа непремостлива провалија помеѓу Бог и човекот, поготово продлабочувањето на таа бездна после прародителскиот пат, се надминува во Христа. И со Христа и преку Христа, во неговата личност. Христос е совршен Бог и совршен човек и затоа е многу важно да сме во заедница со Христос. Затоа е многу важно причестувањето, светотаинскиот живот во црквата. Оти соединувајќи се со Христос, живејќи во Христос, ние единствено така ни е возможно нам да станеме синови Божи, да станеме синови на Отецот. Затоа и доаѓа Христос во овој свет. Доброволно станува син човечки за нам да ви ни овозможи да станеме синови Божи, синови на Отецот Небесен. Христос е, светите отци велат дека Бог кога го создавал човекот, првиот човек за архетип го имал Христос. Воплотениот Син Божи. И човекот е создаден по образ Христов.
И слободно можеме да кажеме дека ние постануваме луѓе само во заедница со Христос. Инаку, надвор од Христос, далеку од Христос, апсолутно спротивни на тоа што Христос е, навистина прашање дали можеме да се наречеме луѓе. Оти сето она што го карактеризира човекот, онака како што Бог го замислил, го гледаме во Христовата личност. Христос е совршен човек и совршен Бог. Но она што за нас е важно е тоа што треба ние да правиме како луѓе, а Христос како човек ни го покажа патот кон изгубената татковина, кон Отецот Небесен, и ве пак ќе се вратиме на тоа, на волјата, како една од главните сили на нашата душа. Зато е многу важно послушанието. Христос стана совршено послушен и ја подчини својата волја на Отецот Небесен, човечката волја. Велики не е мојата, туку нека биде волјата Твоја, Оче. Затоа можеме да зборуваме еве цела ноќ за тоа зашто Христос е вистински човек во вистинската смисла на зборот. Спомнавме Отец во разговорот околу семејната димензија на празникот. Всушност, Божик не е семен празник. Наспроти тоа е празник кој обединува, исто онака како што пред 2000 години се обединиле мудреците кои што доаѓале од 3 страни на светот да дојдат и да се поклонат пред Богомладенецот Христос. Да, напоменавме на почетокот кога зборувавме за православната иконографија, наспроти сето ова што го гледаме, целиот овој божиќен декор кој што доаѓа од Запад, па Божиќ има тенденција Божиќ да го представи како семен празник, исклучиво како семен празник. Знаете, зборот семејство ограничува. Ограничува и, како да кажам, на некој начин гради зид пред нас, една бариера да не можеме да ги согледаме и да ги видиме космичките димензии на настанот на раѓањето Христово, а воедно космичките димензии на црквата Христова, кое што е семејство на кое што глава е Христос, но го опфаќа целиот свет, сиот создаден свет, од Адам до последниот човек роден од жена. И токму заради тоа, кога зборуваме за Божиќ, не можеме да зборуваме за семен празник. Па сето она затворање дома на семени, богато подготвени трпези. Знаете, сето тоа ни попречува да ги доживееме сите оние кои што се гладни и жедни и премрзнати на улиците, да ги доживееме како дел од нашето семејство. А црквата Христова ни ја дава токму таа можност да во секој еден човек, во секој едно дете на овој свет го видиме Богомладенецот Христос. Оти Христос се поистоветува со секој еден човек. И затоа таквата реторика, таквата презентација на Божиќ е туѓа на духот на црквата. За нас има вистинска вредност, вистинско значење, а тоа значи воедно и спасително значење. Има спасително значење за нас, е вредностиот систем на црквата Христова, кој што е секогаш евангелски. А тоа е дека целиот свет е едно големо семејство, Бог е нашиот Отец и секој човек во овој свет е наш возлюбен брат. Да водиме по тоа дека повторувањето е мајка на знаењето, повторуваме секоја година за традициите, обичаите кои што се одомајкинети и во нашата епархија. Струмичката епархија повеќе години наназад веќе го етаблира тој древен начин на радување и на дочек на раѓањето Христово, преку пењето на бадникарските песни, Вечниот Бог, кој што го покажува целиот чин на раѓање на Исус.
од една страна тоа, од друга страна традиции, обичаи кои што, како што кажав, се од домајкините, но се спротивни од учењето и она што вистински значи суштината на празникот на Божик, или она како што ориентир ни го дава нашиот свет владика митрополитот Наум: нема причест, нема христијанство. Кога станува збор за поворките бадникарски за децата, јас би сакал еве јавно да ги пофалам и да им се заблагодарам пред се на децата кои што доаѓаат и се редовни на часовите по веронаука во училиштето за веронаука Свети Кирил и Методи при епархијата. Тие посветено работеа, вежба и навистина подготвуваат за овој бадник кој што ќе биде на очиглед на целата струмичка јавност на градскиот плоштад, односно литијата, поворката, кој што ќе тргне од Свети Кирил и Методи, ќе заврши со голем бадникарски концерт на плоштадот во Струмица. И верувам дека сите сме поканети, тоа ќе биде отворен настан за сите нас. И тоа е навистина доследно и достојно чествување на Божиќ и објавување на радосната вест, налик во духот на она што ангелите му го објавиле на светот со зборовите слава на Бога во висините, на земјата мир, меѓу луѓето добра волја, оти во нивните песни кои што ги пеат објавувајќи го раѓањето Христово, се опева празникот, се опева Богомладенецот Христос и неговата пречиста мајка. И наспроти сите оние песни кои што се влезени од паганската традиција, а по самата нивна содржина ќе видиме дека немаат ништо со радоста, немаат ништо со животот. Се пее за убивање, се пее за деструкција, за тажење, за мачење и така натаму. Некои луѓе, ве слушам такви констатации дека нашиот предхристијански идентитет е пагански, па ете дека во нашиот народ е длабоко вкоренето и некој ако не сака да го искорени, да ги негува паганските обичаи, немаме ништо против. Рековме, црквата, православната црква е чувар на слободата на личноста. Па макар тоа да значи и злоупотреба на слободата, која што ќе не однесе во пропаст и ќе биде погубна за нас, црквата ја почитува слободата на личност и ако некој сака да негува такви обичаи, таква традиција, е слободен, нека го прави тоа, но нека не ги нарекува христијански. Нека не вели тоа е наша стара христијанска традиција. Црквата кога нешто критикува и кога вели дека нешто не е во ред, како бадникарските огнови, пиењето голема количина на алкохол, јадење на месо и мрсење во предвечеријето на раѓањето Христово, а уште не сме се причестиле, не сме отишле на литургија, слободно, нека го права тоа, но нека знае дека тоа нема ништо заедничко со Христос и тоа не е христијанско. И навистина треба да се запрашаат тие луѓе дали може да се наречат христијани. А дека навистина сме биле пагани пред христијанството и сме скокале, сме играле околу огнови и така натаму, да, но Бог не просветли, дојде да не спаси, да не приведе од мракот на незнаењето кон светлината на богопознанието. И сега ние доброволно од светлината во која што сме крстени и сме приведени, се одрекуваме и се враќаме доброволно во темнина. Затоа црквата не останува нема и гласно зборува за оние што сакаат да слушнат, нели, како што вели Евангелието, кој има уши да слуша, нека чуе. Кој има уши слуша, но не сака да послуша, има право на тоа. Но ве молам, немојте тие традиции да ги нарекувате христијански, оти не се и немаат ништо заедничко со Христос. Јас огновите би ги разбрал палењето на огновите на бадник единствено ако околу нив се пеат вакви песни какви што пеат бадникарите, ако
се зборува за Христос, за настанот на раѓањето Христово, па макар и останале цела ноќ покрај нив, но утрото да се причестиме, да пристапиме кон Христа и да се соединиме со Христа. Само така ќе има смисла. Впрочем, на тоа и не подсетува владиката. Убаво што не подсетивте на тие зборови на владиката Наум, кој што вели нема христијанство без причест. И тоа е сублимат, во една реченица на сето она што јас се обидувам да го објаснам и да го кажам. Причестувањето, литургискиот живот е единствен вистински критериум според кој што ние се мериме. Дали сме Христови, дали сме христијани или не сме, дали некоја традиција е христијанска или не. Дали ние ќе се причестиме, дали ќе оствариме реална заедница со Христос, која што се случува единствено на литургијата на црквата. А како ќе се причестиш ако си се пијанчел цела ноќ, си јадел месо, си мрсел, многу често околу тие огнави и тепачки се случуваат и многу нешта што не доликуваат на христијаните. Токму во тој контекст зборува црквата и повикува, а сите ние сме слободни да ја послушаме црквата или да не ја послушаме. И согласно на тоа, на нашето послушание или на нашето непослушание, ќе ги жнееме плодовите на послушанието или на непослушанието. Плодовите на послушанието гледаме во овие денови кои се. Послушанието на Богородица, него донесе Христос, изворот на животот, сонцето на правдата, спасителот на светот, а непослушанието знаеме што им донесе на нашите прародители. Адам и Ева и последиците од кои што мораше Бог да се воплоти да стане човек за да ни избави. Така, отец, наспроти сето ова што го зборуваме, очигледна е комерцијализацијата на Божик во последните години. Од една страна безумен конзумеризам, трошење на огромни финансиски средства за подароци и сето она што можеби на крајот ќе заврши во корпата за отпадоци, наспроти огромната сиромаштија и тага која што не можеме да ја видиме, но ако погледнеме и ги отвориме очите, ја има скоро на секој чекор. Пак се враќаме на тоа дека ние во заедница со Христос се реализираме како луѓе. Стануваме луѓе. Далеко од Христос сме нечовечни. Стануваме нелуѓе и токму сето ова што го кажавте, што го опишавте, го гледаме во светот, е последица на тоа, на антихристијанската атмосфера во која што пребива, живее овој свет и се помалку место прави за Христос. Светот не е различен од пред 2000 години, кога во Витлеем не се нашло место за Христос. Денес во овој свет на вистина е вистинското прашање дали денес има место за Христос и за вредностите кои што ги носи Христос во овој свет. Таа глад и таа жет и тоа ненаситно конзумирање на материјалниот свет, на се што е материјално, е само сурогат на вистинската глад и жет која што природно ја чувствува човек. Тоа е создаден со таа глад и жет, но глад и жет за Бог, за заедница со Бог, за љубовта Божја. И кога на гладен човек нема да му дадете вистинска храна, тој ќе гледа да јаде што ќе најде. Тоа му се случува на современиот човек. Тој чувствува неодолива глад и жет, но или не знае за Христос, или свесно не сака да го прими Христос, и затоа сака да се нахрани, да се задоволи со материјалниот свет. А материјата не може да не засити. Сиот материјален свет има свој почеток и има крај. Значи трулежен е, смртен е. И хранењето со овој свет и се што ни нуди овој свет ќе резултира со смрт и со трулеж. И покрај целата удобност која што ни ја нуди овој свет и начинот на кој што се празнува Божиќ, за тоа зборуваме, само не оддалечува, не одвојува Христос.
Nasproti ona radost što je ima čovjek koga je usreće nekoga, koga je dade neko, radosta koja što izvira, koja što dođe od davanja to, od spodeluvanja to. A radosta koja što dođe, koga gledaš radostavo lice to na drugi od čovjek, na druga ličnost. Togaš i ti vistinski se raduješ. No, vistinska ta radost i radosta na site radosti dođe od onog koji što je radost na angelite, onaj koji što gi raduva angelite. Vo večnost, a ne ko zaraduva i čoveštvo, vo vreme to i vo istorijata. A to je Bogo čovjek od Hristos. To je naša ta vistinska hrana i naše to vistinsko pitije. Naša ta vistinska gozba Božićna koja što se podgotvuva na trapezite, v oltarite, na našite hramovi kada što ki se služi Božićna ta liturgija. I ne treba da barame nešto drugo da jademe i da pijeme, to i sami od nam ni se prinesuva i ni se dava kako hrana i kako pijenje, no nekako truležna hrana, nekako propadljiva hrana, nekako materijalna hrana, tako hrana koja što ki ne odvede vo život večan. Sami o toj rekol koji jade i pije od moето тело и мојата крв нема да умре, туку ќе живее вечно. Така. И оде за крај на ова наше интервју, која е празничната порака која што сакате да ја упатите не само до верниците, туку и до сите гледачи кои што еве ќе имаат можност да го следат ова божикно интервју? Ние сите интервјуи ги завршуваме со ова прашање, со некоја порака. Јас и кога би сакал, не би можел посоодветна порака да смислам од она на нашиот свет владика и на Божиќ и на Великден, а тоа е да не празнуваме рождество Христово без Христос. Како што рековме на почетокот, Христос е наш алфа и омега, наш почеток и крај. Христос ни е се. Нема Божиќ без Христос, нема Божиќ без Бог. Затоа да се држиме за Христос и Христос да биде критериум на се што правиме во овие денови. Да не се предадеме на еуфорија, на ненаситно јадење и пиење, оти така ќе го изгубиме Христос. Да јадеме и да пиеме, откако ќе се погрижиме за сите оние што нема да јадат и пијат, да видиме дали има нешто на нивните трпези. Да не се предаваме на еуфорија, оти духовната радост е секогаш тивка, нежна, кротка, смирена, таков каков што е и Христос. И тогаш вистински ќе се радуваме и вистински ќе празнуваме, но секогаш со Христа и секогаш во Христа. Единствено таквата радост, таквото празнување нема да има крај. Значи, да не празнуваме рождество Христово без Христос. Христос се роди. Навистина се роди. Благодарам, Владико, за овој разговор. Ви благодарам вам. Раѓањето Твое, Христе Боже наш, го озари светот со светлината на познанието. Во неја пак оние што над звездите им служеја, од звездата се учеја, Тебе да Ти се поклонуваат, сонце на правдата, и Тебе да Те познаат исток од висините, Господи, слава